Добар ден, криптоентузијасти, долго очекуваното Altcoin Вести видео. Верувајте ми, не е дека не сакавме да го направиме, вестите беа спремни веќе долго време, но едноставно премногу обврски, а највеќе нормално ни одзема време во вчерашниот ден договарањето за многу битен настан. А тоа е досега најголемиот офлайн митап на гемиџиите во Македонија. Но за тоа малку подоцна имаме многу битно изненадување за вас и многу битно известување нормално. Но, како и секогаш нормално на почетокот имаме мало известување во однос на нашата работа. Денеска имаме Altcoin Вести, како и секогаш прво да се заблагодарам многу на нашиот админ Анџело, кој што е дел од тимот кој што постојано ни носи нови вести. Така да му благодарам, дечкото е машина, значи нема кај нас некој што не е целосно преокупиран со оваа тема. Значи кајно сум благодарен со тоа што постојано ни помага да ги прибенеме овие вести, така да оваа содржина секогаш е направена со многу голема помош од него. Во текот на оваа недела, како што знаете, останува уште една содржина која што ќе биде исто така снимена во текот на овој ден. Односно додека Altcoin вестите ќе бидат достапни во 6 часот попладне на нашиот канал, во вечерните часови во 10 нашата Patreon заедница ќе има свој лајвстрим, каде што денеска ќе ни гостува BetTeacher Crypto. Оние кои што не знаат, BetTeacher Crypto беше дел од нашата офлайн митап конференција во Минхен, каде што се представи со нормално неговата јака страна, тоа е Elliott Wave, па така и вечер ќе ни каже што се случува на пазарите од негов аспект техничка анализа во нормално Elliott Wave. Доколку не сте, би препорачал да станете дел од нашата Patreon заедница и да го проследите овој месечен лајвстрим кој што е наменет само за нашата Patreon заедница, а истиот нормално во текот на утрешниот ден ќе биде достапен на сите наши канали. Така да се надевам ќе се дружиме вечер, пак ќе кажам линк до Patreon заедница да може да најдете во дескрипција од секој од нашите видеа. Станете дел од истата и се гледаме вечер на бесплатен лајвстрим за нашата Patreon заедница. Додека следната недела веќе е направена програмата, почнувајќи од вторник, каде што ќе имаме после долго време подкаст со CryptoPhil. Ќе разговараме што се случува со него, дали е во ред, дали работи, дали не работи, што се случува конкретно околу неговото крипто портфолио, купува, продава, тргува, yield farming, значи да видиме што прави CryptoPhil во овој период и зошто ни го нема. Така да очекувајте тоа да биде снимено во текот на утрешниот ден. Patreon заедницата ќе може да погледне уште утре, а на нашиот канал ќе биде објавено во вторник во 6 часот официјално. Среда многу битен лајвстрим, потенцијално во среда додека така речено трае лајвстримот може да добиеме и верувале или не пресуда за тарифите. Така да тоа ќе биде многу интересен лајвстрим, јас да сум на ваше место не би го пропустил. Така да со ГОЦ стандард макроекономија и крипто нормално ова е според вашите гласови. Значи овие три содржини се направени според вашите гласови и сабота исто така јавна дебата, исто така според вашите гласови. Се надевам ќе биде активна како претходната, значи јавна дебата од сега па натаму кога ќе изгласаме или кога ќе одлучиме да направиме, ќе биде наменета со цел вие како гледачи да се јавите во студио, да разговарате со нас, да не прашате што ви интересира, да дадете ваше мислење, да дадете ваша анализа. Значи тоа ќе биде една од верувам содржините кои што ќе имаме почесто на нашиот канал. И Ripple официјално почнуваме одново со сите коини кои што досега ги имаме обработено, 116 коини официјално на нашата плейлиста за алткоини истражување, кое што може да најдете на нашиот канал. Значи 116 различни криптопроекти обработени на македонски јазик, достапни за секој македонец да може да се запознае со нив. Овој пат продолжуваме со одново обработка на сите исти коини, со тоа што ова ќе биде апдейт. Значи ќе разговараме што се случува со проектот, дали има нешто ново околу истиот, кои се новите вести, апдейти и така натаму. Почнуваме со Ripple како најголем од нашето портфолио и нормално според вашите гласови за специјално неделно видео, така да ова ќе биде екстензивно видео, ве уверувам. И доаѓаме до најбитното известување за денеска, како што знаете на нашата Facebook страна на врвот овде ќе имате пин. Тоа е пин пост за офлайн митап во Битола. Уште еднаш, најголемиот офлайн митап кој што досега сме го организирале. Ова е веќе четврт таков офлайн митап, но ќе биде многу содржаен. Значи, за оние кои што потенцијално не знаат, официјално објавивме, истиот ќе се одржи на 29 март во Народниот театар во Битола, во строгиот центар на градот. Верувам дека е лесно да се најде местото. Нормално ова е во организација на Крипто Гемиџија каналот. Гоце ќе биде дел од истиот, како и мајнерот и програмерот ќе бидат заедно со мене. Официјалната тема која што ќе ја презентирам јас е анализа на биткоин циклусот од 2022-2025 година.
со тоа што нема да заврши. Овде за овој офлайн митап ќе имаме 4 говорници минимум, кои што ќе имаат барем по 30 минути до 40 минути презентација. Два од нив веќе знаете, наскоро ќе има и официјален постер со соодветна програма, односно Крис, тоа е долгогодишниот майнер во Македонија кој што работи исклучиво Proof of Work Mining, како и Котели Никола, кој што е исто така голем пријател на каналот, кој што се занимава со DePIN нодови. Тоа се децентрализирана физичка инфраструктура нодови. Уште еден кој што официјално го потврдивме денес покрај мене е и, верувале или не, нашиот официјален партнер, а тоа е Мотика. Мотика заедно со мене ќе има еден слот во ова предавање, каде што прво ќе направиме презентација на тоа како изгледа нивната крипто приказна од DOL до DAO. Значи, многу интересна работа, верувајте ми, нема да сакате да пропуштите и нормално ќе се презентира сето она што они сакаат да го презентираат, односно она што го работат во крипто секторот. Повеќе за тоа едноставно не можам да кажам. Тоа ќе го направат самите тие на оваа презентација. Нормално да го официализираме нашето партнерство со овој заеднички настан. Верувајте ми, не и последен. Планираме многу битни работи за следниот дел од годината заедно со Мотика. А исто така, овде ќе направиме нешто досега невидено, ќе направиме интерактивна, значи работилница за оние кои што ќе присуствуваат, за да имаат основни познавања за крипто, најосновното нешто што може да се направи директно со публиката на лице место, јас и Давор, кој што е нормално одговорен за Мотика. И, значи, верувајте ми, ова ќе биде многу добра дружба, почнува во 11 часот. Се надевам дека ќе дојдете што повеќе, изнajmивме многу голема сала, очекуваме многу луѓе да дојдат и верувајте ми, дефинитивно ќе има многу интересни работи. Така да ве очекуваме на 29 март, а сега моментално почнуваме со Altcoin. Вести со тоа што знаете дека секогаш прво почнуваме со Altcoin институции. Као што може да забележиме, маркет капот на алткоините моментално е доста, генерално на целиот маркет кап на крипто пазарот е доста доле. Ако се ќе да бевме над 4 трилиони, за сега да бидеме негде околу 3 трилиони и 300 милиарди, што значи дека голем дел маркет капот е одлеан во овој период. Тоа го покажува и интересот моментално за нашата програма, што е доста намален, очекувано во рете. Значи, као што знаете и сами, оние хардкор кои што се постојано со нас се секогаш овде, без разлика на се. Едукацијата продолжува, нас не ни е битно дали е бул или бер, дали е корекција, дали е лето, зиме, сезона, значи кај нас едукацијата продолжува постојано. Во однос на останатите дополнителни индикатори кои што секогаш ги погледнуваме за алткоините, прв ни е нормално алткоин сезона индексот, кој што гледаме дека е на вредност од 27, што официјално ни покажува дека сме далеку од алткоин сезона, што е нормално и очекувано, со оглед на фактот дека поголем дел од капиталот моментално е дебело инвестиран во биткоин, очекувано, како дел од, да речем, ризичниот дел на пазарот моментално, но јас само уште еднаш ќе напоменам, ние не можеме да ви кажеме што да правите, ние вака размислуваме, значи како велат во традиционалните финансии, вика купувајте кога крвта се лее по улиците, макар и тоа да е вашата крв, од грофот Ротшилд, па така и ние продолжуваме да купуваме и ги намалуваме средните вредности на нашите позиции во портфолиото. Верувале или не, со последниот скок на Матик, кој што беше во корекција негде околу 70% во портфолиото на каналот, моментално со нашите купувања на самото дно стигнавме до 20% корекција, значи само 20% сме минус на оваа позиција. Сакам да ви кажам дека потенцијално ако добиеме макар и мини алткоин сезона, ние последната година поминавме во акумулација на многу проекти. Верувам дека добро ќе бидеме наградени за тоа. Пак ќе напоменам, ова е наша идеја, ова е наш тип на инвестирање, секој нормално мора да одлучи за себе. Така да за тоа повеќе нормално на самата презентација во Битола, каде што ќе може јавно да позборуваме детално на оваа тема, каде што ќе имаме брейкдаун на нашето официјално едукационо портфолио од самиот почеток па до тоа која е неговата состојба моментално и како изгледаат, би рекол, неговиот профит, загуба и така натаму. Значи, пак ќе напоменам, ова е едукацијна материја и тоа и понатаму ќе остане да биде едукациона материја. Дополнително може да забележиме дека најголемиот дел од алткоините се наоѓа негде околу 30, што значи дека голем дел од алткоин пазарот е препродаден моментално. Значи, алткоините буквално 4 години официјално се во bear маркет. Ова не може да трае вечно, ние и понатаму продолжуваме со акумулација до моментот кога оваа приказна ќе прекине, а верувам дека пак на крајот од денот храбрите ќе бидат наградени за тоа што моментално го прават.
Моментално кога станува збор за криптометеус, активност на проектите можеме да забележиме стандардна екипа на самиот врв, Ethereum, Cardano, ICP, Arbitrum, Flow, Eagle, Stacks, Link, XTZ, DOT и така натаму, кога станува збор за активност во однос на GitHub Contributes, тоа е колку активно работи тимот на самиот проект во оваа година, една година наназад практично, а во последната недела кога станува збор за развој на самиот блокчейн, што можеме да забележиме Ethereum, Cardano, HBAR, Flow, ICP. Топ 5, а кога станува збор за развој на самиот екосистем Ethereum, Cardano, ICP, Arbitrum, Flow. Што значи дека оприлика тие стандардни блокчейни кои што ги поседуваме и кои што постојано активно работат, би рекол исто како и ние. Од друга страна, кога станува збор за брзина, се појави некаков си нов проект, така наречен Fogo. Дали ова ќе остане така, останува да видиме, че ова е само за последните 30 дена, но и понатаму ICP апсолутен шампион со добри 10% побрзи трансакции за разлика од Solana. Така да тоа е во однос на брзината на овие блокчейни, понатаму ќе видиме како ќе се развива. Сега за сега ICP апсолутен шампион во последниве 6-7 месеци. Во однос на стейкинг што можеме да забележиме, стандардниот Ethereum на самиот врв, Solana следен, потоа BNB, Polkadot, Near Protocol, Cosmos, Celestia, XDC, Flow, Mantra. А во исто време, верувале или не, и Forbes направил своја листа на топ блокчейни од 9 јаnuари 2026 година. Знаете што е интересно од целиот овој момент? Не е дека има листа моментална, туку дека ова ќе биде постојана рубрика, верувале или не, во делот на Forbes Advisor, односно советник за инвестирање. Така да од сега па натаму, верувале или не, Forbes на секоја недела ќе има своји топ 10 криптовалути со соодветна анализа. Повторно, како што вика Гоце, не дека се разбираат, но една најбитна работа овде е дека ова е во делот на еден од најчитаните портали во светот. Автоматски, макар и ова да е само основно познавање или основни информации за еден проект, ова ќе биде распространето до милиони луѓе кои што го читаат овој портал. Така да моментално за 9 јануари 2026 година, пак ќе кажам, без разлика на тоа дали ова правилно или не, овдека нас не е потребна масовна адаптација која што доаѓа преку информираност, а информираноста доаѓа преку ваков тип на портали кои што се следени од милиони луѓе. Cardano на прво место, BNB на второ место, Bitcoin нормално се овдека сите ќе како Cardano на прво место, еве не и јас, Forbes го вели ова. Иако пак не знам кои се критериумите, прочитав ова е само најосновни информации за проектите. Polkadot на четврто место, Ethereum на пето место, Litecoin, Solana, Tron, XRP, Lido Staking. Верувам дека Гоце е луд за тоа што ICP не е дел од овие 10 коини, но ќе му помине можеби следната недела, не се знае никогаш, така да ова се 10 коини кои што Forbes ги прогласил за коини на неделата на крипто. Пак ќе кажам Forbes, значи истите тие медиуми, се извинувам, распрскувачи на фекалии кои што постојано зборуваат дека крипто е превара, сега има топ 10 коини на својата листа, верувале или не. Ако останува збор за генералниот пазар, 40 фиер, што значи дека се уште се наоѓаме во фазата на страф, што значи дека моментално и понатаму сме доста неутрални, па би реколи во однос на, да речем, целиот пазар, доста препродадени, како што видовме после неколку критериуми и неколку дополнителни индикатори. Дел од ова нормално се должи на и понатамошниот одлив на ETF-и, посебно на биткоин, каде што иако имавме прилив во почетокот на претходната недела, и тоа солиден прилив, истиот тој прилив буквално се одлеа во текот на вториот дел на неделата, што значи дека генерално и понатаму имаме благ одлив на биткоин спот ETF-ите, иако моментално се во некоја неутрална зона, не е некој пат, но како и да е, она што моментално гледаме е дека на крајот од денот и понатаму имаме генерален одлив, што значи дека институциите се уште не се враќаат солидно на пазарот, барем во овој дел. Истото може да го забележиме и со Ethereum спот ETF-ите, као што може да забележите, имавме одлив во последниот дел од неделата, при крајот на неделата. Значи и овде ќе имаме некоја неутрална фаза, каде што имаме приливи и одливи, гледаме некоја стагнација на самите ETF-и на Ethereum моментално. Да се подсетиме дека во однос на останатите ние се уште чекаме голема количина на ETF-и да бидат одобрени од алткоините. Значи алткоините добија само неколку досега свој спот ETF, нормално оние кои што веќе постојано ги следиме. Сакам да кажам дека допрва ќе следи бран на масовно одобрување на ETF-и на алткоини. На трето место по вкупен маркет кап е XRP, кој што има моментално скоро 1,5 милиарда акумулирано нормално
капитал во своите ETF-и, веќе се 5 ако не се лажам, со тоа што може да забележиме има еден одлив кој што беше на 7 јануари, а генерално после тоа имаме само прилив во однос на XRP секој ден. Слично на тоа и со Solana имавме ден или два одлив, каде што ефективно имаше мал одлив од самиот ETF, кој што има околу 1 милиарда долари. Вчера имавме, завчера имавме солиден прилив од 13 милиони. Кога станува збор за останатите, Link со мал прилив, ако не се лажам, беше од текот на вчерашниот ден, нешто многу мало, но како идеја, значи гледаме активност, гледаме дека институциите инвестираат во овие проекти. Истото и со Link, гледаме околу 400.000 долари инвестирани во текот на вчерашниот ден. HBAR, иако малку, гледаме дека од време на време се случуваат приливи и во овој коин. Она што може да го забележиме е дека активно се инвестира во алткоините, што е екстремно позитивно за целата криптосфера. И понатаму имаме некоја неутрална, да речем, зона каде што имаме и продавање и купување, што значи дека прилика се наоѓаме, како што може да забележите овдека, во некој благ пат, но повторно овие се нормални корекции, веќе сме ги виделе неколку пати до сега, ништо не се движи само нагоре, па така и акумулацијата на биткоин од страна на ETF-ите. Очекуваме дека наскоро се тоа позитивно ќе се одрази нагоре, посебно со оглед на фактот дека нема некој макроекономски или геополитички, барем сега за сега, проблеми кои што може ова да го спречат. Нормално Black Swan настани се секогаш потенцијални, како што веќе објасивме во последните макроекономија и крипто и геополитика и криптовести, посебно кога станува збор за геополитичките случувања во Блискиот Исток, кои што се можеби најголемата потенцијална пречка за развој на традиционалните криптопазарите нагоре. Кога станува збор за DAO, DATS, значи нормално ова се Digital Asset Treasuries на компании кои што директно купуваат блокчейн, купуваат проекти, што можеме да забележиме? Можеме да забележиме голем прилив на биткоин и многу мал одлив, од кој најголем од Riot Platforms. Riot представува една од најголемите компании за копање на биткоин. Претпоставувам дека ова што е продадено со цел да ги покријат своите трошоци. Ова е нешто небитно мало, 54 биткоини. За разлика од тоа, погледај, имаме голема количина на биткоини купени и тоа во последните 2-3 недели највеќе. Можеме да видиме дека во јануари веќе имаме активно купување од најголемите, како што може да забележите, корпорации кои што акумулираат биткоин. Истото може да го забележиме и со Ethereum, значи кога станува збор за акумулација, повторно Bitmain на прво место, апсолутен шампион и нешто малку во останатите. За разлика од тоа имаме само една, ако се сеќавате, од 22 декември, еден одлив од 24.000 Ethereum, што беше повеќе од доволно покриен од страна на Bitmain. Што значи дека првите две криптовалути имаат голем прилив и многу мал одлив кога станува збор за Digital Asset Treasuries. Другите криптовалути ги проверив, нема нешто посебно значајно, затоа и нема да губиме време на истите. И понатаму, постепено, но со постојан надолен тренд, излегува голема количина на биткоини од централизираните менувачници и се помала и помала е количината на биткоин на централизираните менувачници. Пак ќе напоменам, не можеме да бидеме сигурни кога, но една работа бидеме сигурни можеме е дека следува supply shock. Тоа што го видовме кај злато и сребро, дефинитивно ќе се одрази исто и кај биткоин, се надевам наскоро. Истото може да го забележиме и кај Ethereum. Иако може би имаме некои корекции, overall, значи трендот и понатаму продолжува надолу. Што значи дека supply shock е неизбежен како за биткоин, така и за Ethereum. Во однос на Coinbase Top 50 индексот, можеме да забележиме дека се помала алокација во биткоин падна под 50%. Што значи дека се повеќе и повеќе интересот за алткоини расте. Официјално може да го забележите во овој индекс, со оглед на фактот дека на самиот почеток количината на биткоин во овој индекс беше повеќе од 80%, а моментално е помалку од 50%. Така да вие заклучете си сами. А кога станува збор за индексот, како што може да забележиме во последниот период, нормално дека е со блага корекција. Нормално после иницијалниот пад на цената на биткоин можеме да забележиме дека од октомври, нормално на манипулација која се случи на 10 октомври, предизвика како криптовалутите, така и индексите и акциите кои се поврзани со криптопазарот да се коригираат солидно. Овдека нормално вклучувајќи и акциите на MicroStrategy, на Coinbase и така натаму. За сега немаме нови сојузни држави кои што прогласиле биткоин резерва и понатаму останува Нью Хемпшир, Тексас и Аризона, но во било кој од овие моменти очекуваме дека некој од овие плави држави ќе се претвори во зелена, па ќе може да се пофалиме со уште една сојузна држава која што
прогласила и почнала да акумулира биткоин како државна резерва на самата сојузна држава. Следна интересна работа кога станува збор за алткоин институции, нормално ова е првиот дел од вестите кои што го имаме, е Wyoming. Тоа е една од сојузните држави на Мурика, која што само што лансираше свој стейблкоин во согласност со Genius актот, тоа е FRNT, кој што ќе биде лансиран на Solana и на Avalanche. Како е тоа направено? Значи, они буквално лансираат свој стейблкоин кој што ќе биде во противредност нормално на вредноста на доларот, а ќе биде backed, односно во позадина ќе стоат ефективни долари и short-term treasury bills, односно ова се краткорочни обврзници на Мурика. Кој стои позади сето ова? Значи да, стои државата Wyoming, но custody provider е Franklin Templeton, петиот поголемина assets under management ентитет, корпорација во светот, со тоа што Franklin Templeton во оваа ситуација значи ќе биде задолжен за чување на овие резерви и минтање на FRNT стейблкоинот. Со тоа што во исто време, како што кажавме, истиот е лансиран преку Layer 0, значи моментално го користи Layer 0 како тип на инфраструктура, за истиот да биде достапен и на Solana и на Avalanche. Со тоа што истиот може да биде купен на Kraken моментално, на Solana мрежата и на Rain, кој што е платформа на виза за Avalanche мрежата. И истиот стейблкоин ќе може да биде користен на целата територија на Wyoming во апсолутно се. Дали е било каков тип на продавници, институции, не е битно. Битно е дека овој FRNT има иста вредност како доларите, како ефективни пари. Тоа е поентата на Genius актот нормално. Сега, кога станува збор за големи институции, оно што постојано го зборуваме, Fireblocks е еден од најголемите институционални играчи во Америка, кој што моментално вреди за една од најголемите корпорации. Истиот е вреднуван над 8 милиарди долари, market cap како корпорација. Една работа која што постојано зборуваме е дека се повеќе и повеќе се укрупнуваат овие големи риби во крипто секторот, зашто го зборувам тоа. Значи ова е четврта аквизиција, односно втемелување на друга компанија во првобитната. Односно ја абсорбира Трес компанијата, која што е онлайн сметководствена компанија, која што нормално сега има добиено сите потребни лиценци за да може да работи во оваа ситуација на законодавството на Мурика. Така да за сите своји клиенти они веќе имаат и сметководствен дел од така речено корпорацијата Fireblocks, кој што ќе се погрижи за сите нивни потреби од сметководствен аспект за нивните блокчейн клиенти. Така да ова е, пак ќе кажам, како што гледаме во Ondo, во Coinbase, во Kraken и така натаму, се повеќе и повеќе овие компании абсорбираат помали компании со цел да имаат поголем сеопфат на целиот овој сектор. Така да имајте го тоа превид, го гледаме постојано. Тетер моментално во официјално партнерство битно, нормално ова е за превенција, така речено, на дрога и криминал. Повторно, Обединетите нации не би правеле партнерство со компанија која што очигледно има, нели, како што постојано зборуваат, несигурно, односно минато во сенка. Значи очигледно, ако Обединетите нации одлучиле да бидат во партнерство со Тетер и соработуваат, очигледно Тетер можеби не е така лош како што сите го представуваат. Нормално првенствено кога станува збор за ваков тип на департмент, идејата е тракинг. Значи Тетер како најголемиот стейблкоин и нормално не е само стейблкоин, веќе има и други, како што знаете, вредности, како што е тоа, на пример, златната резерва, односно стейблкоинот во однос на злато, како што е тоа огромната количина на биткоини. Значи, моментално, преку ваквата големина, како една од најголемите компании во крипто, со најголем сеопфат, ќе помага во следење и во нормално сузбивање на криптокриминал, а во истиот овој дел се опфатени и едукациони активности кои што ќе бидат направени во засебни држави со цел да практично имаат што повеќе едукација и информираат што повеќе луѓе за конкретно сузбивање на криминал, користење на крипто и така натаму. И последната вест која што имаме за институциите денеска е Lloyds и Archax. Archax е блокчейн компанија која што се занимава со институционална адаптација, значи приближува крипто до институции во Обединетото кралство, односно Мала Британија, и Lloyds кој што представува банкарска групација. Значи за прв пат во историјата во Мала Британија
токенизиран депозит и трансакција на токенизиран депозит. Односно, тоа што ние се повеќе и повеќе озборуваме. Real World Asset токенизација не е мит, не е идеја, туку се реализира. Односно, за прв пат во историјата на Мала Британија, нивните така наречени глиц, кои што представуваат обврзница на самата држава, значи краткорочните обврзници на Мала Британија токенизирани од страна на Lloyds. Значи самата банка има соодветни механизми за тоа да може да го направи. Токенизирани на Кантон мрежата. Ова ќе дефинитивно ќе треба да го истражиме. Гледаме дека многу голем замав зема овој проект во Real World Asset токенизација, а апсолутно не постоеше пред така речено месец дена. Дефинитивно ќе мора да го истражиме. Значи на Кантон мрежата токенизирани овие обврзници на Мала Британија и трансакцијата направена од Lloyd Banks на Archax како посебен субјект, кој што потоа истата оваа трансакција иако е посебен субјект, ја зачувува на својата сметка на Lloyds, каде што практично трансакцијата уствари представува токенизирана вредност на оваа обврзница. Што значи дека on-chain они успеале на институционално ниво да направат трансакција со пренос на оваа обврзница од еден на друг субјект. Ова е многу голема работа и ваквата легитимност сега кога веќе се случило, ќе дозволи во иднина сите овие работи кои што планираат да бидат токенизирани, тоа е апсолутно се, од акции до обврзници до ресурси и така натаму, да може да бидат праќани од една на друга адреса без никаков проблем, од секојдневни луѓе до највисоко институционално ниво. Ова е иднината, верувале или не, сакале или не, натаму се движиме сите и пак ќе кажам, значи да го игнорирате ова, го правите на собствен ризик. А какви само вести имаме денес кога станува збор за алткоините, нема да ви се верува, значи апсолутно сите коини работат на собствените проекти дефинитивно напорно. Значи пак ќе напоменам, многу од овие коини со време ќе бидат наградени за својата упорна работа, но за жал малку од оние инвеститори кои што се упорни ќе го видат тој бенефит. Како и да е, ние и понатаму продолжуваме со акумулација. Overall, market cap-от, нормално со исклучок на во оваа ситуација на стейблкоините, е негде околу 300 милиарди долари на, се извинувам, ова е конкретно на стейблкоините, а кога станува збор за overview на целиот market cap на Real World Asset токенизација, како што кажавме, ова ќе биде дефинитивно една од најголемите категории во капиталните пазари, е 20 милиарди. Значи 300 милиарди стейблкоини имаме, што е нормално повторно нов all-time high, и 20 милиарди останати категории, меѓу кои нормално прво е обврзници на Мурика токенизирани, тоа што гледате дека overall и понатаму вкупниот market cap на сите овие категории се движи постојано во нов all-time high. А ние се наоѓаме на самиот почеток на токенизација во светот, нешто што многу пати сме озборувале и овде како што може да забележите, значи најголемиот дел од коините и понатаму продолжува, се извинувам, засебните проекти, најголемите организации во светот продолжуваат со токенизација на обврзници. Скоро секоја недела имаме така речено нов all-time high. Токенизирани обврзници надвор од Америка, нов all-time high, корпоративни обврзници. Овде ќе имаме мала корекција, некој продал, но генерално гледаме дека се зголемува интересот. Приватен кредит постојано нов all-time high, кога станува збор за кредит, не верувам дека ова некој ќе промени трендот во обратна насока. Токенизирани ресурси, повеќе од нов all-time high, очигледно. Институционални фондови, истата ситуација, овде ќе имавме, ако се сеќавате, доста зголемување, и тоа сериозно зголемување од почетокот на оваа година, значи погледнете само колку драстично пораснала оваа категорија и нормално, каде ако не во акциите имаме екстремно големо зголемување, значи замислете за 67% зголемила количината на трансакции и 10% за количината на токенизирани акции. Значи се повеќе и повеќе акциите одат on-chain, тоа што ние го зборуваме веќе 2 години наназад, нормално активно година наназад, можеме да видиме дека моментално се случува, се повеќе и повеќе акции одат on-chain. Нормално овдека нашиот ефективно шампион во оваа категорија, тоа е Ondo, кој што има повеќе и од така речено Securitize, и тоа 3 пати повеќе има токенизирано од BlackRock, верувате или не. Значи Ondo апсолутен шампион. Овде ќе треба да разгледаме и други потенцијални проекти како што е Plume, така да наскоро очекуваме зголемување на портфолиото со нови проекти во Real World Asset токенизација, како и нормално други проекти кои што се појавуваат и се сериозни играчи на пазарот моментално. Значи што можеме да забележиме? Се повеќе и повеќе
проекти се фокусираат на real world asset токенизација. Не е ова тоа што ние се го измислуваме, ова се реалните состојби на пазарот. Real world asset токенизација, ААВ прави сопствена платформа наречена Horizon, каде што ќе се токенизираат различни вредности. Погледнете, ова е моменталната вредност на нивната платформа, а е отворена пред само некое време. Значи, ова е нормално директно на нивната страна, Horizon пазарот, погледнете го ова. 629 милиони долари веќе токенизирани на ААВ. Ова се нормално главните работи кои што се токенизирани. Поголемиот дел се стейблкоини, тоа не го менува фактот дека токенизацијата и понатаму продолжува. Апсолутно сите големи играчи се фокусираат на токенизација моментално. Не за џабе постојано зборуваме дека треба да ги слушаме големите играчи како BlackRock, кои што излегуваат и кажуваат во рете вештачка интелигенција, мора да се фокусираме на токенизација. Па така ние одлучивме ова да биде еден од главните сектори во кои што ќе инвестираме од сега па натаму. Plume Network, ова е втор проект кој што го разгледуваме, се надевам наскоро ќе го додадеме во нашето портфолио. Официјално ги донесува така реченова компанија за кредитни картички on-chain. Односно, од сега па натаму, било како тип на плаќање кои што до сега се помирувале на Visa и Mastercard во традиционални финанси, односно во долари директно, од сега тоа ќе може да биде направено во стейблкоин, тоа што го зборуваме. Со развивањето на токенизација преку Plume, кој што има целосна инсталација која што се реализира на Visa и Mastercard, како токенизирана верзија на кеш, нормално стейблкоини, ефективно сите плаќања кои што ги правите преку овие нормално, ова ќе биде така наречена Gemstone, препоставам апликација, која што е поврзана со овие кредитни картички во Бразил, каде што трансакциите директно се помируваат on-chain во стейблкоин. Значи, нема веќе трансферирање на стейблкоините во традиционални финанси во кеш, па нивно помирување преку оние посебни entитети кои што го прават тоа, туку сето ова ќе биде правено on-chain, директно на практично во оваа ситуација, ваквата инсталација направена од Plume блокчейнот на Visa и Mastercard. Значи, се повеќе токенизацијата се имплементира кога ваков тип на payment провайдери како Visa и Mastercard ги користат овие солуции. Од друга страна, погледнете го ова. BitGet, ова е една од најголемите менувачници во светот, зборуваме криптоменувачници. Со колаборација со Ondo додава 98 нови мурикански акции и ETF во кои што може да инвестираат неговите клиенти. Односно, што можеме да погледнеме овдека? Еве го тоа што ние постојано го зборуваме. Иднината на крипто е меѓусебна соработка. Не е еден чейн што ќе ги владее сите, не е една криптовалута што ќе биде на сите, туку напротив, секој од овие проекти си има свое место, па така е, прост пример, Ondo моментално е користен од страна на BitGet како real world asset токенизација провайдер на ваков тип на токенизирани нормално вредности како акции, да неговите акции бидат достапни на BitGet за неговите клиенти да може да ги купат, да ги тргуваат. Значи, ова е екстремно позитивно, затоа што на тој начин, пак ќе напоменам, вие практично се повеќе користите платформата, а подоцна нормално и самиот Ondo токен ќе порасне на вредност. Дополнително, Ondo Finance, ако се сеќавате, ние го спомнавме уште пред некое време, тоа што го кажавме за Fireblocks, дека се повеќе овие големи субјекти се консолидира. Односно, ако се сеќавате, ова беше кажано уште пред неколку месеци на нашиот канал дека Oasis Pro го купиле. Официјално е потврдено дека истиот моментално е целосно абсорбиран од страна на Ondo, што значи дека ваквата ова е брокерска платформа која што има лиценца за дигитално купување и продавање на акции, моментално е целосно дел од Ondo, што значи дека Ondo како институција во оваа ситуација си има своја брокерска компанија која што ги купува, продава овие акции, кои што потоа се токенизираат со помош на Ondo блокчейнот, се разбираме, Ondo, самиот Ondo проект. Што значи дека ефективно преку ваквата практично додавање на оваа гранка, на оваа компанија Oasis Pro, значи истата нема потреба да соработува, туку директно ги купува и ги држи под старателство овие акции од берзите. И погледнете, значи дополнително истата ова Oasis Pro е една од ретките која што поседува дигитална, тоест лиценца за дигитално помирување, односно да може наместо во фиат
овие акции да бидат помирувани во USDC и во DAI. Што значи дека нема апсолутно потреба веќе да се користи било каков тип сегмент од традиционалните финансии. Купувањето, продавањето може да биде направено директно во крипто. Автоматски, ваквото токенизирање на акциите е во еден правец, нема враќање назад. Ваквите токенизирани акции понатаму се заменувани директно за крипто, не за фиат, што значи дека одиме се повеќе и повеќе кон целосна токенизација. Само секунда. Овде ќе имавме една работа која што мора да спомнеме за ондо која што е негативна во следниот период, а тоа е за некои 8-9 дена од денес. 840 милиони долари вредни токени, а тоа е негде околу 1,9 милиарди ондо токени ќе бидат ослободени со vesting schedule и ќе бидат пуштени во Optec. Тоа е точно на, само да видам точно датумот, секунда, на први. Чекай малку, кога беше завршено веќе. Кој е следниот vesting, само да видиме. Според календаров тоа ќе треба да е направено, што можам да забележам, само да видам според самата статија. Тоа е точно кога е моменталниот ден кога ќе бидат пуштени во употреба, овдека не е запишан, а според vesting schedule кој што може да го забележиме овдека, тоа требало да биде направено на 1 јануари. Значи дека ефективно овие токени се веќе пуштени во употреба. За да не харикираме, едноставно ќе провериме како изгледа моменталната состојба на Ondo, на CoinGecko и на тој начин ќе знаеме точно дали истите се пуштени или не и ќе имаме подобра идеја. Во однос со тоа дека цената на Ondo не е нешто посебно падната во овој период, значи дека и нема некој голем ефект врз неговата вредност. Пак ќе напоменам, ваквото пуштање на токени не значи дека тоа е крај на светот. Сега веднаш ќе погледнеме. Значи според vesting schedule моментално во Ondo треба да имаме негде околу половина од коините пуштени во Optec, а според CoinGecko, сега ќе видиме, значи market cap до каде ево. Се уште не се пуштени изгледа, со оглед на фактот дека ова 1,9 кои што ќе бидат додадени ќе биде буквално до половина, значи наскоро се очекува да бидат пуштени во циркулација, се уште не се пуштени, останува да видиме како ќе биде ефектот, но јас не очекувам некој драстичен ефект затоа што голем дел од овие коини не се, еве да погледнеме. Значи само оваа последна што ја гледате овдека, оваа плава категорија е private sales, односно 645 милиони Ondo токени. Останатите кои што може да забележите кои што ќе бидат ослободени се дел од community rewards што ќе бидат ослободени како награди на нормално зони кои што прават стейк. Protocol development и екосистем значи дека најголем дел од овие unlock токени нема да бидат пуштени во Optec, туку ќе бидат искористени за развој на самиот екосистем на Ondo. Ethereum, ако се сеќавате, последниот Fusaka апгрейд го направивме во сопствено видео, каде што објаснивме што се случува со оваа надграбба на Ethereum. Знаете дека овие надграбби се ретки, но се многу значителни. Сега, со последната Fusaka надграбба направија така наречени помали надграбби на блобовите да можат да бидат правени без вакви големи надграбби кои што се случуваат еднаш-два пати годишно. Автоматски е вградено во самиот Ethereum блокчейн, блобовите да можат понатаму да се регулираат со едноставни подесувања на самиот блокчейн без да има големи апдејти, односно да се подесуваат блоб параметрс. Значи во оваа ситуација се зголемуваат количините на блобовите и значи максималната количина на информации која што може да биде ставена во еден блоб. Ако не знаете што е блоб, нормално проверете, имаме за тоа направено соодветни видеа како што е денку надграббата, каде што во детали објаснуваме што е, значи во основа тоа е додатни привремени информации кои што се додаваат на еден основен Ethereum блок, кои што служат за процесирање на трансакциите на Layer 2 на Ethereum. Со оглед на фактот дека се повеќе и повеќе се зголемуваат, на тој начин се зголемува и функционалноста на самиот Ethereum и функционалноста на овие блокови во однос со процесирање на се повеќе и повеќе информации, односно трансакции. Со тоа што значи последното поместување беше од 10 на максимум 15 блобови, да, и сега моментално се зголемува од 14 до 21 блоб кои што може да бидат додадени на практично на самите Ethereum блокови. Ова го прават постепено, ваквото зголемување со цел да се контролира зголемениот прилив на информации кои што се вклопени во еден блок и да може да се отстранат било каков тип на потешкоти кои што може да се случат, и гледаме дека тоа се прави секвентно
на одредени датуми од сега па натаму, и ваквото зголемување ќе значи се поголем true output кога ќе имаме поголемо користење на мрежата. Значи Ethereum се припрема за масовно користење. Тоа е она што го гледаме моментално. И нормално на овој начин ќе може да ги поднесе бројот на трансакции и бројот на корисници како ќе растат, така ќе биде адаптивен. Polygon моментално само што направи свој Open Money Stack. Многу паметна идеја. Идејата на Polygon е да направи overall еден значи ова е стак кој што ќе може да биде користен од било каков тип на институции без да има познавање од блокчейн и од програмирање. Идејата на Polygon е да се стави се што е потребно за институциите да може да го користат како plug and play. Односно, blockchain rails, wallet infrastructure, compliance tools, значи ова се основни работи кои што ќе бидат вклучени во ваквиот Open Money Stack, кои што се вклучени затоа што истиот е направен. На тој начин вие како институција не морате да правите апсолутно ништо, се што треба да направите е ова така речено да го додадете во вашата работа. Значи овде ќе имате буквално од on и off ramps преку identity services, значи ова е така речено внесување и изнесување на кеш од самиот Polygon Money Stack. Identity services, значи овде ќе бидат имплементирани дури и KYC, новиот customer тип на услуги, compliance tooling, кој што практично ви дозволува да оваа алатка вие постојано во тек со моменталните норми, правни норми, и пак ќе кажам, значи имате ваш новчаник кој што исто така интегриран на самиот Polygon, значи апсолутно се што ви е потребно за да не морате ова да го правите од нула, да имате ваши програмери, да треба тоа да го развиваат. Значи уште еднаш се повеќе и повеќе корпорациите како Polygon се обидуваат да направат ваков тип на солуции каде што вие немате потреба да познавате апсолутно ништо, а може да го интегрирате ова како целосна солуција за она што ви е потребно, односно за движење на пари. Тоа е идејата. Open Money Stack каде што буквално влегуваат кеш, ги менувате во што и да ви е потребно, дали се тоа стейблкоини, валути и така натаму, ги користите таму кај што треба да ги користите и ги изнесувате повторно во кеш кога тоа ви е потребно преку off-ramp. Така да ова е многу позитивна работа, гледаме дека екстремно расте моментално Polygon. Тоа е првата работа. Втората работа поради која што Polygon моментално расте е burn механизмот кој што е имплементиран. Ако се сеќавате, ние најавивме дека со новиот Pol токен ќе биде имплементиран и burn механизам кој што моментално представува горење на дел од токенот кој што е уплатен како фи. Значи, во однос тоа колку токени се уплатени, дел од нив се вадат надвор и се прави burn, односно се вадат комплетно од циркулација, се праќаат на непостоечка адреса. Вели, на 9 јануари, ова е во текот на вчерашниот ден, официјално во последната недела се изгорени 1 милион Polygon коини. Само за една недела. Се очекува дека доколку вака продолжи, burn механизмот во однос тоа, нели, burn механизмот зависи од тоа колку активни юзери имаме на самиот блокчейн, се очекува дека на годишно ниво ќе имаме дефлација од 3,5% на самиот Polygon токен, што значи дека ќе имаме намалување на бројот на токени на годишно ниво од 3,5% на Polygon. Моментално ова е единствениот burn tracker кој што може да го најдеме на Polygon, кој што ни покажува дека досега во последниот период се изгорени вкупно 28 милиони токени на Polygon, или 0,28% од вкупната количина на токени. Не заборавајте дека овој механизам практично само што почна. И моментално гледаме дека burn се одвива само на Ethereum. Сега за сега практично на Binance се уште не е почнат, се надеваме дека тоа ќе се случи наскоро. Значи, пак ќе кажам, Polygon и понатаму останува дел од нашето портфолио. Јас постојано верувам во овој проект затоа што гледам дека дечките работат како да нема утре, гледаме дека постојано развиваат, затоа и ние постојано ќе инвестираме во овој проект и моментално, верували или не, ќе повторам уште еднаш, на нашиот канал моменталната позиција на Polygon со последните инвестиции и растот на цената се намали на само 24% загуба, а допрва очекуваме се тоа да се претвори во профит кога потенцијално би имале алткоин сезона наскоро. Python Software Development Kit на Hedera. Секоја чест, Hedera во последниот период се фокусира на вештачка интелигенција. Истата има направено посебен тип на Hedera Agent Kit. Зошто е ова толку битно? Значи, во последно време Hedera се обидува да се удворува на некој начин на сите оние кои што прават посебен тип на вештачка интелигенција агенти. Знаете, за ова имаме направено посебно видео, ако не знаете, погледнете што представуваат агенти на вештачка интелигенција. Hedera моментално преку овој фреймворк, така наречен Hedera Agent Kit,
дозволува на сите оние кои што сакаат да креираат ваков тип на солуции, да може тоа да го направат на Hedera блокчейнот. Во претходниот период истите направија првенствено, само да најдам каде беше запишан, JavaScript Software Development Kit, а денеска официјално, тоест пред 2 дена е така речено објавен и Python Software Development Kit. Зошто е толку битно? Значи Python и понатаму важи за еден од најкористените програмски јазици кога станува збор за апликации и посебно кога станува збор за вештачка интелигенција, нормално овдека е и JavaScript. И на овој начин практично Hedera прави на сите програмери од традиционалниот свет на програмерство да немаат потреба да го знаат јазикот на Hedera, да може да програмираат директно со оние програмски јазици кои што ги познаваат. На овој начин, преку овој Software Development Kit, било кој програмер на JavaScript или на Python ќе може да ги користи јазичните способности кои што ги има во програмерството за да создаде вештачка интелигенција агенти. Така да ова е екстремно паметно, секоја чест на тимот на Hedera, као што кажав, еден од оние проекти кои што постојано работат и кои што постојано го надградуваме. Следната вест ни доаѓа од VeChain. Какво добро партнерство со Tesla, Toyota и со уште 30 други брендови на коли. Но ова е исклучиво партнерство со оние брендови кои што имаат електронски возила. Зошто е ова толку битно? Значи, новата апликација на VeChain, наречена EV-Earn. Значи, многу лесно може да ја најдете, истата е достапна, како што успеав да видам, и на iPhone и на Android. Ако имате електронско возило, ова е одлично за вас, затоа што VeChain во партнерство со овие возила ќе ве награди. Односно, се што треба да направите, првенствено со Tesla, а нормално и со останатите возила, се што треба да направите е да го најдете, само да видам како се викаше, овој API, односно Application Programming Interface. Се извинувам. Ова е како интегриран, значи VeChain моментално е интегриран со овој дел од софтверот на Tesla возилата и моментално се што треба да направите не само за Tesla, туку и за останатите 30 брендови, меѓу кои една е од Toyota, другите не успеав да ги најдам, е да го најдете Vehicle Identification Number, VIN. Значи, само треба овој број да го вметнете во вашата апликација и практично вие ќе може да добивате награди од VBetter DAO, односно вие ќе добивате награди во Better токените. Тоа се токените кои што се користат за governance на самиот VeChain. Така да би препорачал, ако веќе имате електронско возило да го користите, да го искористите и ова како награда, затоа што автоматски овој тракинг ви го прават, нели, самиот VeChain го прави автоматски, преку тоа што вие ќе го ставите овој број за кој што разговаравме во апликацијата и самата апликација ќе следи дека вие користите електронско возило и ова е нормално, идејата е да се зачува средината, на тој начин ќе ве награди во VBetter токени и на некој начин добивате практично, додека возите, добивате награди во VeChain, што е екстремно позитивно, не директно во VeChain, во VBetter, но како и да е, Better токените се исто така вредни. Avalanche и Filecoin само што направија мост за меѓусебно развивање. Значи, како што веќе кажавме, уште еднаш меѓусебна соработка на блокчейн проектите и иднината. Не еден чейн, туку меѓусебна соработка. Идејата е следната. Моментално Avalanche ќе може да го користи Filecoin преку интеграција на овој така наречен мост на Avalanche C-чейнот и Filecoin како засебен блокчейн. Значи, Filecoin Virtual машината е практично начинот на кој што е изграден овој блокчейн помеѓу двата засебни блокчейни, а идејата е сите оние апликации кои што се градат на Avalanche да можат да си закупат и користат децентрализирана меморија на Filecoin блокчейнот. Идејата е за било каков тип на проекти, за било каков тип на потреба, да можете, дали се тоа како што може видите, KYC files, историски, значи, историски фајлови и така натаму, се до тоа да може да го ставите во некој начин архива на Filecoin, а исто да го правите на самиот Avalanche. Односно, вие исто како да се наоѓате на Avalanche блокчейнот, а плаќате во AVAX, а користите Filecoin за децентрализирана меморија. Доста интересна комбинација. Оптимизам. Уште еден од оние проекти кои што многу луѓето изгубија надеж, јас и понатаму верувам многу. Зошто го зборувам ова?
Optimism и понатаму се прослави со неверојатниот Superchain, идејата за интегрирање на повеќе layer двојки да можат да има интероперабилност, како што се Base, блокчейнот на Coinbase, Unichain, блокчейнот на Uniswap, најголемата децентрализирана менувачница, Ink, тоа е блокчейнот на Kraken менувачницата, WorldChain, блокчейнот на WorldCoin, Soneum, блокчейнот на Sony. Ова се огромни корпорации кои што моментално функционираат на Superchainот. Сега, зошто е ова толку битно? Погледнете го. Идејата на Optimism е со новиот предлог кој што моментално се гласа. 50% од сите приходи кои што ги добиваат како фи од користењето на Superchainот, затоа што тоа што јас го зборував моментално се реализира. Optimism стакот, OP стакот, моментално се користи од сите овие layer двојки со цел да функционираат. Што значи дека сите фи се плаќаат во OP токени, тоа што јас постојано го зборувам. Моментално го гледаме. Погледнете. Во последните 12 месеци Optimism добил 5868 етериуми во вредност, така речено. Сега ова е во вредност, а иначе повторно они плаќаат во Optimism, кои што, погледнете сега ова, еве колку би вредел. Би вредел негде околу 18 милиони долари фи. Значи, Optimism има собрано 18 милиони долари фи во последните 12 месеци. Идејата е, овој фи што го добива, да го, така речено, претвори во Optimism токени и истите да ги користи со цел за burn и за staking. Значи, да имаме, така речено, враќање на овие токени назад кон самиот treasury на OP, на Optimism, и на тој начин истите да бидат или изгорени, или да бидат користени како награда за стейкинг. Значи, вие ќе имате во оваа ситуација, ако понатаму продолжи да расте, да речеме дека не расте, туку дека имаме вредност од 5868 етериуми на годишно ниво, OP токени, како фи вратени назад на OP стак, значи вие ќе имате, пак ќе напомена, околу 18 милиони долари вредни OP токени извадени од циркулација секоја година. Дали ќе бидат дадени како стейкинг или ќе бидат изгорени, останува да видиме, се уште одлучуваат. За сега се уште не е пуштен овој механизам, гледаме дека на токеномис го има, значи Optimism buybacks, очигледно се уште се одлучува по оваа тема, но наскоро ќе добиеме одлука. Пак ќе напоменам, ова е вадење на OP токени од циркулација автоматски, тоа е дефлација на неговата вредност и нормално покачување на вредноста на самиот OP токен. Следна вест доаѓа од Polkadot. Polkadot исто така најави многу битен апдейт за 20 јануари. Истиот апдейт веќе е имплементиран на Kusama мрежата, која што знаете дека е тест мрежа на Polkadot, каде што многу битна работа. Значи имаме два засебни апдейти кои што ќе бидат имплементирани. Првиот е дека блоковите од сега на Polkadot од 6 ќе се намалат на 2 секунди. Значи на секои 2 секунди ќе имаме нов блок на Polkadot, како што тоа е моментално на Kusama. И вториот, кој што исто така многу битен, моментално ќе имаме целосна интеграција на во оваа ситуација Ethereum Virtual машината и само секунда да го најдам точно тој дел. Значи ево тоа што го гледате, значи ќе имаме ситуација во која што Ethereum Virtual машината и Solidity, така речено јазикот на програмирање, ќе бидат целосно достапни на самиот Polkadot. Односно од сега па натаму сите оние кои што ќе сакаат, ќе може да програмираат на Solidity, кој што е на Ethereum, и ќе може да ги префрлат целите своји апликации на Polkadot без никаков проблем после овој апдейт на 20 јануари. Автоматски Polkadot станува fully Ethereum Virtual Machine compliant, што значи дека ќе може буквално да го користите Polkadot како да развивате апликација на Ethereum или да преместите вашата апликација директно на Polkadot. Следна интересна вест доаѓа од Rumble и Tether. Tether моментално во соработка со Rumble, која што не е од сега, значи Tether уште во 2024 година имаше инвестирано голема количина на пари во Tether, само да го најдеме тој дел, значи имаше неко стотици милиони долари инвестирани во Rumble во 2024 година, тоа што го спомнавме само како еден од моментите. Погледнете го. 775 милиони долари инвестирани во Rumble во 2024 година, што значи дека Tether официјално е партнер и инвеститор во Rumble. Моментално целосна интеграција на нов новчаник на Rumble, кој што ќе може секој креатор на Rumble да го користи. Нормално овдека спаѓаме и ние затоа што имаме свој канал и на Rumble. Идејата е дека на овој новчаник секој кој што сака ќе може да ви даде тип, односно бакшиш,
каде што буквално ќе може на вашиот новченик, кој што е во самиот канал, да ви уплатат одредена количина на бакшиш. Самиот новченик е изграден на посебен тип на технологија развиена од Tether, така наречена Wallet Development Kit. Значи, самата технологија е матично на Tether, а од друга страна новчаникот е non-custodial, што значи дека ниту Tether, ниту Rumble нема пристап до вашиот новчаник, а во исто време што можеме да забележиме? Можеме да забележиме дека до сега првите валути кои што ќе бидат нормално достапни на овој новчаник се Bitcoin, USDT и XAUT, тоа е практично стейблкоинот во злато на Tether, а во исто време значи е достапен на целиот свет, вклучувајќи и Мурика, што значи дека било кој во било кое време ќе може да ви даде одреден тип на вашите видеа на Rumble директно во вашиот новчаник, а вие апсолутно не плаќате никаков фи за тоа. Значи дека директно ги добивате овие пари за вас. Ништо од ова не оди за Rumble, што е многу добро. Alchemy Pay само што ја доби својата 11-та money transfer дозвола во Америка, односно со оваа лиценца за трансфер на пари, ова е 11-та сојузна држава од 52, каде што Alchemy Pay има full права да може да прави трансфер на било кој од овие физички и правни лица на територијата на истата држава. Ова се останатите 10, каде што исто така има лиценца, ова е само во Америка. Да не забораваме дека Alchemy Pay има лиценци апсолутно низ целиот свет, вклучувајќи ги Јапонија, Австралија, Сингапур, Обединетите арапски емирати и така натаму, значи најголемите лиценци за пари ги има во светот. И во исто време, како што спомнавме, погледнете во ова. И Alchemy Pay моментално прави што? Real World Asset платформа. Значи, моментално партнерите кои што стојат позади оваа платформа се Kraken, Solana, Xtox и Bakkt. Xtox е директен компетитор на Ondo, како што видовте и сами. Што е идејата? Ево го моментално. Идејата е, и тоа верували или не, моментално да може што повеќе акции да купите директно на самиот Alchemy Pay. Значи, наместо валути, тоест освен валути, сега ти може со овие валути да купите и акции директно на Alchemy Pay. И тоа, моментално Coinbase за ваквите трансакции нуди 0 фи за трансакции за купување. Погледнете го, јас директно на самиот Alchemy Pay го најдов моментот. Значи, моментално имаме 0 фи за трансакции на Coinbase, кој што исто така еден од оние кои што нуди акции, но сакам да кажам дека се повеќе и повеќе корисноста на Alchemy Pay расте. Значи, без разлика на тоа дали продаваат акции или пак прават било каков тип на размена на валути, погледнете, 0 фи за размена на валути на Alchemy Pay преку Coinbase. Сакам да кажам дека се повеќе и повеќе расте неговата корисност, се повеќе и повеќе големите институции ја користат апликацијата или, да речам, партнерот Alchemy Pay како онлайн банкомат, би рекол. Значи, затоа и ние Alchemy Pay го имаме во нашето портфолио и дефинитивно ќе продолжиме да го имаме. Cardano моментално само што го интегрираше Bit како Oracle на неговата мрежа. Ова е многу добра надграба, затоа што досега Cardano одбиваше да има надворешен Oracle со кој што ќе може да направи прво контакт со другите блокчейни, а второ да има Real World Price Feed за се што моментално се случува на Cardano, посебно за неговиот DeFi сектор. Значи, ние имаме ситуација во која што со Bit истиот ќе има пристап до огромна количина на други блокчейни, каде што ќе може во исто време нормално да се координира со цените на останатите блокчейни. Знаете дека Bit е вториот поголемина Oracle, што значи дека Cardano самиот по себе прави еден чекор напред. Значи, моментално неговите Oracles кои што беа внатрешни и недоволно развиени ги остава зад себе и со ваквата интеграција на Bit се движи кон, да речам, поинаква иднина, би рекол. Но останува да видиме, ова не може да биде негативно ако мене ја прашувате, очекувам дека ќе биде доста позитивно. Следната вест ни доаѓа од Solana. Моментално Solana спрема мобилна, така речена, апликација со SKR токен. Истиот токен ќе биде лансиран на 21 јануари. Да ви кажам право искрено, не сум многу запознаен. Она што успеав да го видам е дека моментално Solana се фокусира на мобилниот дел, на развивање на мобилната телефонија. Сега да не забораваме дека имаат и свој модел, тоа е Seeker моделот, како и нормална апликација кои што ќе бидат поврзани со овој мобилен телефон. Со тоа што овие SKR токени ќе бидат така речено токени за governance на тој дел на мобилната телефонија. Искрено не сум сигурен точно како ќе функционира. Она што го знам е дека доколку сакате да бидете дел од овој airdrop, кој што ќе се одржи, како што кажавме, на 19 јануари, уште јас да потврдиме, не, на 21, на 21 јануари, она што треба да го направите е да имате Seeker телефон.
Според ова што моментално се зборува овде, значи Seeker телефонот ви дава така наречен NFT, само да видам точно како се викаше самиот NFT, кој што треба да го искористите за да ги добиете овие SKR токени на 21 јануари. Само секунда, се видам да видам каде моментално се наоѓа тој дел, каде што се објаснува. Значи, ќе има голем airdrop, имајте го тоа во предвид. Само момент, стварно не можам да избега негде, се не знам каде е. Како може да го нема? Како иде? Како иде? Значи, идејата е следна. Со вашиот Seeker телефон треба да добиете NFT, кој што треба да го искористите за да може да се пријавите за ова практично овој airdrop, така да ако сакате нормално истражете си сами малку понатаму. Станува збор за голем airdrop, како што можеме да забележиме 21 јануари ќе биде истиот. Ево, се извинувам, ево. Значи, NFT-то се нарекува Seeker Genesis токен, кој што ќе биде на вашиот телефон, во вашиот Seeker новчаник. Не заборавајте дека имате Solana матичен новчаник на самиот телефон, кој што ќе треба да го искористите за да се пријавите за овој airdrop. Имајте го тоа во предвид. Mika Compliance, значи ова е така наречена Mika Crypto Alliance, значи посебен тип на децентрализирана или би рекол невладина организација која што ги издружува сите проекти кои што сакаат да бидат Mika Compliant. Идејата е преку ова децентрализирана апликација или како да наречеме ентитет, да добиете white paper кој што ќе биде Mika Compliant. Идејата е преку овој white paper да добиете се што е потребно во однос на форма на white paper за да биде така речено компатибилен со законот Mika на територијата на Европа. На тој начин вие практично ќе бидете еден чекор поблиску до целосна компатибилност со Mika, да се разбереме. Секој од овие проекти нормално индивидуално треба да аплицира за ваквата лиценца, така речено да биде compliant со Mika, но ова е, пак ќе кажам, значи паметна работа на проектите кои што се здружуваат со цел да првенствено направат еден вид на фреймворк како би требало да изгледа white paper на самите крипто проекти и нормално меѓусебна соработка во развивање на ова Mika Compliant сфера. И можеме да забележиме дека веќе има големи имиња во истата, како што се Hedera, Ripple, Aptos, Internet Computer, Cardano, овдека е XDC и новиот член кој што моментално стана, а тоа е Chiliz, стана дел од ова алијанса. Можеме да видиме исто така вест од Circle, кој што моментално детално објаснува дека голем дел од самите блокчейни до 2030 година ќе бидат post-quantum блокчейни, односно ќе бидат quantum computing resistant, тоа што ние го зборувавме. Гледаме моментално за секој од овие различни потреби, дали се тоа новчаници, смарт контракти, layer 1, layer 2, значи Circle овдека прави брейкдаун за тоа каде ќе треба практично да се развива технологијата со цел да се надмине овој потенцијален да речем напад од квантните компјутери и како што кажавме, гледаме дека се спремаат тоа да го направат наскоро. Zcash има пад од 20%. Овој пат се должи на голем дел од основниот девелопер тим кој што моментално буквално си даде отказ. Дел од нив принудени, дел од нив на своја рака. Моменталната компанија која што е на чело на Zcash како така речено проект, самата по себе го води истиот кон нешто што девелопмент тимот не се согласува, посебно кога станува збор за privacy, и затоа моментално гледаме голема количина од тимот го напушта овој проект. Тоа можеме јасно да го погледнеме и овде, значи ова е нормално девелопер репорт, каде што гледаме дека се намали количината на full-time девелопери, многу јасно се гледа овде, намалувањето и тоа гледаме значи established, голема количина од оние утврдени девелопери го напуштаат проектот заедно со останатите, без разлика дали се emerging или newcomers во самиот проект. Тоа предизвика пад на цената, иако вака проложи, јас верувам дека ова ќе биде лошо за самиот проект. Исто така за Flow бев запрашан зошто моментално цената падна. Значи на Flow имавме напад на самиот блокчейн, каде што во самиот консензус леер на 27 декември некој хакер успеал да најде слабост која што ја искористил за да испринта дупликат токени. И тоа зборуваме за голема количина на дупликат токени, неверојатни 3,9 милиони долари вредна количина на дупликат Flow токени. Ова е спречено со тоа што голем дел од овие токени се веднаш замрзнати, во партнерство со останатите играчи во секторот, како што веќе кажавме, значи овој сектор е доста безбеден од тој аспект.
Значи имаме практично погледнете 98,7% вкупната количина на токени се веќе замрзнати, изолирани и наскоро ќе бидат изгорени, дел од централизираните менувачници, еве ги овдека, дел од самиот Flow протокол, што значи дека автоматски ваквиот напад е неуспешен и овие токени ќе бидат извадени од циркулација, но тоа не го менува фактот дека вредноста на токенот драстично падна во однос на цена од така речено 0,17 на 0,11, што е некои добри 40% пад, но како и да е, гледаме стабилизација проектот моментално од аспект на самиот блокчейн нема никаков проблем. Настани кој што ќе случува, тоа е World Computer Day во организација на интернет компјутер на 20 јануари. Некои небитни фацки ќе бидат дел од ваквите настани од говорниците. Како представник на AMD, нормално Definity, Доминик Уилијамс, тоа е предводникот на самиот ICP. Ако продолжиме понатаму, некои исто така небитни фацки ќе видиме како професори од Стенфорд, Nvidia, Ethereum, нормално представници, Citibank, исто така, значи некои така мали небитни фацки. Овде ќе имам исто така и некој надпревар интересен од XRP Ledger за развивање на апликации на XRP Ledger-от, кој што е така речено координиран со оваа структура која што е организирана од XRP. Истиот се уште трае до 18 јануари, така да ако некој од вас сака и е заинтересиран, се што треба да направите само запишете Japan Financial Infrastructure Innovation Program и ќе го најдете и ќе можете да учествувате во истиот. И за крај, само на кратко ќе погледнеме што се случува со портфолијата на најголемите играчи. Значи, дали имаме некои промени во балансот на токени? Немаме, кога станува збор за A16Z, што значи дека не продаваат, не купуваат, ништо посебно кога станува збор за Grayscale. Овде ќе има постојано Black Pad, што е практично постојаното продавање на портфолијата кој што ги има Grayscale. Една многу битна вест кога станува збор за компанијата на Orangutanus Americanus, односно Трамп. Истите аплицираат за банкарска лиценца. Идејата е USD1 stablecoin кој што е буквално негов, да биде користен како меѓународно средство за плаќање, каде што за тоа им е потребна национална банкарска лиценца и моментално оваа компанија аплицира да стане банкарска лиценца и да го користи USD1 за плаќање на институции. Доста битен момент. Исто и кај нив можеме да забележиме дека нема промена во токените, што значи дека ниту продаваат, ниту купуваат во овој период и за крај не останува нормално Pantera Capital, каде што исто така, како што успеав да видам, нема некои промени. Сега ќе погледнеме, поглед. Значи апсолутно нема големи промени, ондо име апсолутен шампион во портфолиото како и секогаш. Тоа е во однос на овој дел и за крај како и секогаш, значи станете дел од нашата Patreon заедница, линк до Patreon заедница ќе најдете во секоја дескрипција од нашите видеа. Не заборавајте дека имате многу привилегии, а на тој начин ни помагате и нас да организираме настани како што е Meetup во Битола. Вечер сите оние кои што се дел од Patreon заедницата ќе бидат дел и од нашиот лайвстрим, кој што ќе биде организиран заедно со Pet Teacher Crypto, оној кој што е специјалист за Elliott Wave. Дополнително имате пристап до нашите чатови, каде што апсолутно сите помагаат во информираност и меѓусебна едукација. Дополнително имате директни пораки до нас, кои што ги одговараме еднаш дневно и ваков тип на содржини како алткоинвестите или истражување на коини ги доставуваме прво до нашите членови на Patreon, а потоа и на нашиот канал. И ако сакате да уплатите на годишно ниво, се што треба да направите е да ни пратите на cryptogamidja@gmail.com имейл со барање за тоа која валута ви одговара. Ова се цените за годишно ниво со 30% попуст, а ние ќе ви испратиме линк за пристап. Благодарам се, гледаме во вечерниот лайвстрим. Поздрав од Crypto Gamidja. Listen up, class is in session tonight. Crypto Gamidja here to guide you right. Not about the hype or the FOMO rush. It's about the research, no need to crush. Do your own research first. Read the white paper, understand the verse. Blockchain technology, decentralized and true, not just speculation. Knowledge carries you through. Crypto Gamidja teaching you the way. By the dip, but never all in one day. ACA your strategy, patience is the key. Crypto Gamidja setting knowledge free. Crypto Gamidja teaching you the way. By the dip, but never all in one day. ACA your strategy, patience is the key. Crypto Gamidja setting knowledge free. Check the market cap, not just the price tag. Utility matters more than social media brag. Cold wallet storage keeps your assets secure. Never share your seed phrase, that's the
cure. Bear market lessons teach you how to hold. Bull market temptations make you sell too bold. Position sizing, risk management and tight. Crypto Jamintia keeps you trading right. From Bitcoin's genesis to altcoin seas, proof of work to proof of stake with ease. Layer 1 foundations, layer 2 scales high. Smart contracts executing, reaching for the sky. Crypto Jamintia, your education.